Благодарам, почитуван председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани медиуми. Пред нас е предлог на Законот за техничките барања за производите и оцена на сообразност, второ читање. Чисто за да направам континуитет што обработува овој закон, законот треба да овозможи права на потрошувачите, права на информирање, како и право на економските оператори за прегледност на нивните права и обврски. Целите, начелата и основните решенија согласно тоа што го пишува во законот, целта на законот е производите да бидат безбедни кога ќе се пуштат на пазар. Цел на законот исто така е да се воведе дигитализација во овој процес, како и владење на правото и почитување на општо прифатливите норми во меѓународното право. И сега, тоа што и овој закон дојде на Комисија за европски прашања, според мене, една од целите требаше да се овој закон согласи со ЕУ директивите и истиот, ако веќе тоа се придобивки на Европската Унија, соодветно да се користат квалитетни производи кои ќе гарантираат стандарди, тоа да го применеме час поскоро и кај нас. За жал тоа не се случи и покрај тоа што направивме измени во законот, во главата 7, овластување и нотификација на телата за оцена на сообразност, тука се направија одредени промени во член 39 барање за овластување и во член 40 постапка за овластување. Меѓутоа, и тоа што го решивме како промена во овој закон, не се постигна посакуваната цел, односно повторно се дават исклучоци, се дават автоматизам и на некој начин, место да ги поедноставиме работите, да кажеме дека се што е нотирано во законот е потребно да го поседуваат телата кои ќе оценуваат сообразност, ние на некој начин повторно и со промената на овие членови ствараме конфузија и еден простор на слободно толкување, кои документи се потребни, која е таа постапка и што се е потребно да ги исполнат телата кои ќе се бават со оценка на сообразност. Зашто ова го потенцирав и зашто се јавив овде за збор? Затоа што многу е битно кое ќе биде тоа овластено тело за оцена на сообразност. Имено ако се погледне сега член 64, одредбите од член 35 и 37 ќе престанат да важат се до тогаш додека не влеземе во Европската Унија. А во тие одредби јасно е нотирано во една реченица дека во Република Македонија важат документите за сообразност издадени од овластено тело за оцена на сообразност во Република Македонија. Нотирани се и другите извори, значи и тоа што е ЕУ регулатива и така натаму, меѓутоа, кога во еден закон ќе оставите нешто сами да регулирате, односно тоа да биде телото за сообразност, да нотира што може да се користи во Република Македонија како производ, што не може, тогаш повторно се враќаме на почетокот. Односно, дали го постигнавме посакуваниот ефект, посакуваната цел со овој закон, да конечно во Република Македонија имаме производи кои ќе мора да гарантираат квалитет. Тука мораме да признаеме дека највисоко отидено во критериумите што може да се најде на пазарот е секако европскиот пазар. И наместо ние да се прилагодиме на европскиот пазар, ние само декларативно, условно го усогласуваме нашето законодавство со ЕУ законодавството, меѓутоа тоа ќе важи тогаш кога ќе влеземе во ЕУ. Значи, нема ништо специјално да се подобри со примената на овој закон,
затоа што лошите пракси ќе продолжат и понатаму, затоа што ќе имаме тело кое ќе оценува што може да се најде на нашиот пазар, со какви карактеристики, било тоа да се технички или исправност на одреден производ. Да не спомнувам за лошите примери кога имавме нафта која е за отпад во Европската Унија, ни се најде на домашните пазари и целата беше истрошена, употребена во Република Македонија, а за тоа дознавме многу покасно кога се откри самата афера. Европската Унија оди многу брзо кон овие стандарди. Пред неколку дена, на мое големо задоволство, донесува директива Европската Унија и фирмите кои увезуваат во Европската Унија да не можат да користат производи кои се произведени на шумско земјиште кое претходно било шума. Значи, и покрај тоа што се грижат во Европа за квалитетот на производи, многу се грижат и за потеклото на тие производи, каде се произведени, на кој начин се произведени, на тој начин вистински се борат со еколошките вредности, со борбата со климатските затоплувања и така и натаму и така натаму. Ние место тоа да го примениме одма, уште веднаш во пракса, повторно оставаме со некои членови, со неколку реченици, можност тоа да се работи како сега. Како беше до сега, носиме комисии, носиме тела кои оценуват дали нешто може да се употребува или не може да се употребува. Секогаш тие комисии се партиски политизирани и се во функција на партискиот бизнис, партиската политика и пред се интереси на тајкуните, никогаш во интерес на граѓаните. Ке почекаме уште многу време за ова вистински да профункционира, Македонија да добие производи кои се сообразно со европските квалитети, на пазарот ќе имаме се и се што, затоа будно граѓаните нека ги читаат декларациите, иако тие се крајно малечки или невидливи за потрошувачите, меѓутоа тоа е што е, немаме битно подобрување на оваа проблематика и остануваме повторно во некоја сива зона, каде што некој ќе одлучува што може, што не може, а знаеме секогаш ваквите пазари се лесно подмитливи, лесно освојливи од бракачите на профити, не од луѓето кои мислат добро на своите граѓани. Благодарам.